Добро вечер, победничко Тетово. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам на величенствениот и прекрасен пречек. Добро вечер, Војводи. Секаде каде што поминав изминативе денови, секој мој говор го започнав со благодарност кон луѓето кои што го овозможија денеска ова да се случува, да стојам јас и да говорам од името на најголемата и најорганизираната политичка сила во Македонија, тоа е ВМРО ДПМН. Сакам да се заблагодарам Ке ми дозволите да се заблагодарам најпрви на оние кои што беа пред времето во тие доцни 80-ти и рани 90-ти години, кои што сонуваа за собствена македонска држава, собствена фудбалска репрезентација, армија, собствени банкноти, а тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овде во Тетово. Ви благодарам за се што сторивте за Македонија и за ВМРО ДПМН. Исто така, ќе ми дозволите да се заблагодарам на членовите, активистите, симпатизерите, со кои што се радувавме на победите, понекогаш достоинствено тагувавме на поразите, но имаше една заедничка енергија која што сите нас не обединуваше се тоа време, а тоа беше љубовта за неа, за Македонија. Ви благодарам за секој еден миг кој што го посветивте и на Македонија и на ВМРО ДПМН. Истовремено ќе ми дозволите да се заблагодарам на младите луѓе, тоа се Унијата на млади сили, на дамите, Унијата на жени, да ги поздравам и да се заблагодарам на коалиционите партнери кои што се вечер овде со нас. Без сето ова, можеби ние ќе немавме ваква можност денеска да зборуваме за иднината и за сонот каква Македонија сакаме да имаме. И во име на тоа јас ќе почнам од самиот почеток, пред оние 30 месеци, кога заедно и со Александар, и со Дафина, и со Гордана, седнавме во извршниот комитет на партијата после оној Валандовски конгрес, кога беше тешко, да не речам можеби најтешко, пеколно тешко. Изборувавме што ќе се случува понатаму и како ќе се развиваат настаните. Отприлика ги антиципиравме можните предизвици, предпоставивме што ќе се случува и се обидувавме секогаш да бидеме пред случувањата. Малкумина тогаш, да бидам искрен, ќе предвидеа и ќе речеа дека за 30 месеци од тој конгрес ние денеска ќе зборуваме за предвремени парламентарни избори, а уште помалку за една историски најголема победа на парламентарните избори. Тоа се 2,5 години. Чекоревме, одевме полека, внимателно, чекор по чекор, одејќи по тој пат, стигаше и по некоја критика, луѓето велеа, многу сте млаки, треба посилно малце да газете, што е ова, зошто молчите, не ве бива и така натаму и така натаму. Не можам да се исклучам и да речам дека тоа не боли, ама пусто како ќе кажеш, не можеш да викнеш затоа што ако кажеш на глас каква е стратегијата, тогаш веднаш таа стратегија ќе биде неутрализирана од политичкиот противник. Но молчевме и работевме. Со часови, деноноќно работевме, не мотивираше поддршката која што ја добивавме од вас. Не велам дека таа критика не болеше. Не болеше. Но како велат, критика од брат, од сестра, од татко, од мајка не боли. Таа те прави само похрабар, поодлучен и поистраен да стигнеш до крајната цел. Така беше со нас. Ние работевме и 30 месеци потоа, почитуваните товчани, почитувани сограѓани, ние дојдовме за само 2,5 години. Дојдовме до предвремени парламентарни избори. Победивме ваква однонародена власт предводена од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев. За само 30 месеци
Ние ги победивме, дојдовме до предвремени парламентарни избори. А за помалку од 2 недели од денес, секој од вас, без разлика на етничката припадност, без разлика дали е македонец, албанец, турчин, ром, влав, србин, бошњак, без разлика, ќе има можност да одлучи и да избере каква Македонија сака да види. За каков концепт во иднина треба да работиме. За помалку од 2 недели, почитувани пријатели, ќе го победиме ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев и ќе ја вратиме Македонија онаму каде што е местото помеѓу народот. А потоа ќе ги засукаме ракавите и ќе си ја обновиме татковината. Затоа што без разлика што сме, оваа татковина нас ни дала се во животот. Тука сме се родиле, тука сме се радувале, тука сме тагувале и најверојатно тука ќе го завршиме нашиот животен пат. Вреди овој пат да си го поставиме прашањето што треба ние да направиме за неа, а не што таа треба да направи за нас. Затоа е многу важно кога ќе се појавиме пред оваа раскрсница на 15 јули, да си го поставиме прашањето за каков концепт бираме. Ова е надпартиска, наднационална, надрелигиска битка. Ова е избор за иднината на нашите семејства и избор кој што треба да ги направи горди оние кои што својот живот го дале за ова што ние денеска го живееме. Дали ќе избереме неправда, понижувања, срам, криминал, корупција, политичко мучуриште кое што тиња овие 3 некој месец години, или пак ќе избереме чест, честитост, луѓе кои што си ја љубат татковината, кои што си ја сакаат Македонија, луѓе кои што ги почитуваат различностите, но се сепак горди македонци, луѓе кои што знаат како, луѓе кои што имаат визија. Ова не е обична изборна трка. Ова е избор за иднината. Затоа секој оној кој што мисли дека ова се само обични парламентарни избори во кои што ние треба да избереме политичари кои што повторно ќе дојдат, ќе ни кажат нешто, ќе заминат и потоа ќе ги сретнеме на следните избори, не. Не е таков овој пат изборот. Овој пат изборот е на концепти. Затоа, јас и покрај сите предизвици, почитувани пријатели, драгите товчани, и покрај сите предизвици кои што ни ги донесе овој нов вирус, покрај сите неуспешни политики и мерки кои што изминатиот период не следат, а тоа треба да ни биде мотив повеќе. Денеска, замислете, денеска денот кога 15-тина го загубија својот живот, а дополнителни стотици се инфицираат, денеска прават промотивен спот на здравието на граѓаните, тераат политичка кампања и ни кажуваат во очи, не гледаат и не лажат овие политички измамници дека се справиле добро со вирусот. Дека ги прашаат тие кои што го поминале ова. Еве, јас доброволно ќе им ги дадам моите родители, нека ги прашаат ни што помина изминативе 3 недели, борејќи се против оваа пандемија. Денеска, замислете, кога го имаме рекордот од 15 починати, тие безсрамници излегуваат со спот и не убедуваат со наши украдени пари дека се справиле добро со пандемијата. Затоа, на 15 јули ве повикувам сите заедно, масовно, најпрвин да се заштитиме, а потоа да излеземе и да ги пратиме во политичка пензија овие политички измамници. Уште рано наутро во 7 часот. Дојда пред некој ден овде во Тетово и ви велеа дека ако им ја дадете поддршката овој пат, они можат да направат нешто. А можеа. Само требаше малку повеќе да работат и да сакаат, ама тие ниту сакаат и знаат, а ниту пак сакаат да работат. За жал,
секогаш истата матрица кога станува збор за СДСМ, буквално секогаш истиот рецепт. Најпрв доаѓаат на избори, кажуваат невистини, ветуваат се и се што лаги, потоа народот за среќа 2 пати само поверувал и потоа кога ќе имаат шансата да управуваат со владата, што ни следи национално распродавање и понижување, плячка и криминал, и трето, одма го зарабуваат судството за да си ги оправдаат гревовите од прошлата влада. Тоа е истата матрица, истиот начин на функционирање на СДСМ. За волја на вистината, јас не можам да се сетам веќе 18 години победа на СДСМ од далечната 2002 година. Точно 18 години веќе момче станал 18 години, има право да гласа, не може да се сети дека СДСМ победил на парламентарни избори. Така ќе биде и овој пат, па на овие 18 ќе им додадеме уште 4 години да бидат губитници на македонската политичка сцена. Тешко е ова реалност, тешко е ова политичко мучуриште во која што ја втурна нашата држава. Граѓаните на Македонија, без разлика дали се македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци, роми, египќани, без разлика, го втурнаа во политичко мучуриште, па уште тука дојдоа, предпоставувам повторно, раката на срце, главата малку навалена на лево или на десно, и тогаш почнува стихотворбата за жицата, за семето, за времето, ке талкаме, ке бараме и така натаму. И нормално, десетици нови лаги, десетици нови ветувања, мислејќи дека народот е наивен и по кој знае кој пат ке им поверува. Нема да биде овој пат. Знам дека и пакети ширу Македонија нудат, знам дека и други работи нудат ширу Македонија. Во немоќ. Но јас ќе ви кажам една работа. Народот, почнувајќи од Охрид, денеска завршувајќи во Тетово, е ослободен. Народот е решен овој пат масовно да ја подржи обновата, масовно да го подржи ВМРО ДПМН. Затоа, драги пријатели, земете го тоа што го нудат. Тоа се ваши пари, тоа се пари украдени од народот. Тоа е арачот земен во тендерите во 4 очи. Земете го, тоа е за вас, завртете им го грбот, покажете им го тилот, а потоа гласно да зборуваме на 15 јули позади параванот и да го заокружиме реден број 14 пред името на Дафина, победничката листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Можевме да направат навистина многу работи, но за жал ништо не направија. Можеа и 30.000 денари просек плата да донесат, и за пензионерите по достоинствен пензионерски живот да направат, и за работодавачите баре малку да испорачаа од она кое што го ветуваа. Многу малку, не требаше многу. Можеа Македонија, македонците наместо граѓани од втор ред во сопствената држава да ги направат горди, достоинствени, а не да ги понижат, обесправат и омаловажат. Може многу работи да направат, само требаше да сакаат. Се сеќавате на она нема правда, нема мир, па маршираа, па бојадисуваа, па уништуваа државен имот, народен имот. Од правдата, за жал, донесоа по некоја куферче Луи Витон и по некоја трастра судска одлука, а за сето друго буквално заборавија и да споменат. А кога станува збор за немирот, јас само ќе ве подсетам што ветува и каков немир донесува во душите на тие луѓе. Се сеќавате скрсно заседнати пред родителите на оние дечиња од Смилковско, кои што трагично ги загубија своите животи. Кога скрсно се седеше овој ист господин Зоран Заев, им ветуваше ќе ја дознаеле вистината. Се сеќавате на онаа пресконференција за Младенов. Се сеќавате на Мартин Нешковски, на Јанушев, на Колјо. Сите тие
нивни родители денеска, дечиња, имаат немир во душата. Наместо мир, немир донесоа. Ете, така го замислува СДСМ и Зоран Заев, она можеме. Ете, така они го замислуваат, она можеме. Полно со срам, со неправда, со разочарувања, со неисполнети ветувања, со неиспорачани очекувања. Тоа е, она можеме, на Зоран Заев, на Шекеринска, на Билолка Сами и на останатите. Не верувајте им на луѓето кои што подароци им даваат. Туку на луѓе кои што се честни и честити. Тоа е суровата вистина. И на вистината треба во очи да их се погледа. Ги болат оние помалку сатирични прикази кои што ги кажуваме во оваа наша кампања предизборна. Боли вистината. Само слаб човек не може да се соочи со вистината и таа ќе го боли, ќе го рони, ќе го крши, додека не го скрши. Се сеќавате кога ветува Бројчаник над капијата во Скопје дека ќе вртел, ќе ги носел украдените пари. Се сеќавате на оние маршови кога ги нарекуваа режим некои поранешни политичари кои што беа порано дел од нас. А денеска им се први коалициони партнери, први соработници им се седнати во скут за милост. Дали некој виде некоја бројка таму на тој семафор? Дали некој виде некој денар вратен назад дома? Може би, само во џебовите на семејството кое што е на власт. Еве, јас ви ветувам, господа, од СДСМ, заедно со вашите нови коалициони партнери, верни слуги кои што до вчера беа со нас, правда ќе има. Во првите 6 месеци ќе одговарате од прв до последен, без исклучок. Еве, јас ви го ветувам тоа. Не може држава да правиме, а да не знаеме како се богатеа поединци на грбот на овој напатен народ. Не може лустрација да се носи. Не може да се носат законски решенија без да се знае каде и кој го оплячка народот. Без разлика од која политичка партија дојде. Еве, јас да бидам прв. Јас и моето семејство први ќе бидеме, кои што ќе бидат опфатени со тој процес. Нека ме анализираат и мене и моето пошироко семејство. Еве, ние први ќе бидеме, за пример. Ако најдат и една неправилност, подготвен сум да одговарам. Ама потоа доаѓа на нив редот. Потоа ќе треба да покажат и докажат од каде Бентлито, од каде Мајбахот, од каде плантажите со марихуана, од каде плацевите од по 2000 квадрати овде во Тетово слушаме, или можеби на Циришко езеро, или можеби покрај море, кај нашиот јужен сосед. Треба да докажат од каде сето тоа. Или па хотели во центар на градот, кои што сега денеска им се верни слуги. Треба да докажат и да покажат од каде го стекнаа сето тоа. Не може држава да правиме ако не се знае вистината зошто овој народ сиромашно живее и зошто малкумина се екстремно богати во оваа држава. Мора вистината да се дознае. Они можеа, ако не се уортача. Затоа во првите 6 месеци јас ви ветувам дека право и правдина мора да има од Куманово до Гевгелија, од Девар до Делчево. Без разлика дали си политички определен, неопределен, ВМРО, ДПМН, СДСМ, Демократска унија за интеграција, Алијанса на албанци, Алтернатива, Беса или било кој друг. Мора да се знае, не може оваа држава за едни да биде едно, а за други мајка. За сите ќе биде мајка. Без разлика на етничката припадност, сите споделуваме иста судбина. Затоа можеа многу работи да направат, само требаше да сакаат. Но ништо не направија. Ништо не направија и затоа ќе бидат поразени и пратени на срамната страна на политичката историја. Но добрата вест е, почитувани пријатели, драги тетовчани, што следат 4 најубави години за нашата Македонија. Треба да се радуваме
и да ја вратиме на смевката на нашите лица. Треба да сме среќни. Победува обновата, а сите овие луѓе кои што не срамеа, ќе заминат на политичкиот срам. Радувајте се и вратете ја на смевката на вашите лица. Многу внимателно работевме. Многу внимателно деноноќно со часови работевме со партиските комисии, со општинските комитети, со коалиционите партии, со сите структури на партијата, со експерти, партиски определени, неопределени од земјава и од странство, со вас. Се сеќавате на оние разговори за обнова на Македонија. Со вас ги пишувавме овие 360 страни од нашата читанка, наречени проект обнова. Многу внимателно, буква по буква, реченица по реченица, пасус по пасус ги сложувавме. Многу внимателно биравме за што ќе се заветиме. Затоа што зборот мора да тежи. Доста беше политичари чиј што збор тежи кога ќе заврши митингот. Затоа ние нема да ветуваме чуда и нема таму чуда во овие 360 страни проект обнова. Ние не сме волшебници, чуда не се возможни. Но ние се обврзуваме на повеќе од 1000 проекти, повеќе од 1000 политики и мерки кои што се содржани во овие 360 страни. Таму ќе најдете буквално за секого по нешто. Таму ќе најдете најмалку 25% повисока просечна плата во еден мандат, со јасна методологија и чекори како до тоа, а не само реторички, филозофски да кажам, а потоа да си заминам и да заборавам што сум кажал. Таму ќе најдете најмалку 20% поголеми пензии во еден мандат. Најмалку 20%. Таму ќе најдете најмалку 1000 километри нови и реконструирани локални и регионални патни правци. Таму ќе најдете најмалку еден универзитет во првите 1000 во светот. Таму ќе најдете реконструирани студентски училишти, домови и еден студентски град. Таму ќе најдете за бизнисмените најнизок данок. Најнизок данок во Европа 2021-та 9%, 2022-та 8%. 0% данок на доход за вработен до 29 години. Таму ќе најдете и преодна стратегија со која што за хотелиерите и угостителите го намалуваме данокот на додадена вредност или познатото ДДВ од 18 на 10% заклучно со 2021 година. Таму ќе најдете ослободување на студентите од партиципација во следната учебна 2021 година. Таму ќе најдете најмалку 640 милиони евра субвенции за земјоделците и за гарантиран откуп. Таму ќе најдете вистински реформи во обвинителството и судството. Многу внимание посветивме на тоа, затоа што без правна држава нема ни силна економија, нема ни пари во буџет за болници, за училишта, за развој, за субвенции. Мора да имаме правна држава, тој што вложува да се чувствува сигурен и безбеден во инвестицијата. Со професор Силјановска, професор Каракамишева, професор Наумовски, Климовски, Спасеновски, со многу адвокати разговаравме и ги правевме предлозите во овие 360 страни за реформата во правосудството. Со професор Кедев, со професор Спасов, со доцент Николов, многу внимателно работевме на изработка на програмата за здравство. Фокус на превентивата. Фокус на превентивата, а не на лекувањето. Здравство концентрирано кон пациентот. Тоа е она кое што ќе го најдете во овие 360 страни. Многу внимателно ги креиравме од првиот збор до последната точка. Тоа е она, почитувани пријатели, кои што таму ќе го најдете, буквално за секого по нешто. Кога станува збор за националното достоинство, националната гордост, таму јасно стои
дека не постои историска комисија за која што ние ќе преговараме за ликот и делото на Гоце, на Даме, на Питу, на Тодор, на Никола и останатите. Гоце е Македонија, тоа е бесконечност, за тоа не се преговара. За јазикот многу јасно и прецизно стои дека нашиот мајчин јазик, кој што се изучува македонски јазик на 160 универзитети во светот, е константа. И тука нема ни милиметар да се поместиме, тоа е константа. Тој што не почитува, ќе го почитува и тоа. Не може некој да бара да биде почитуван, а да не знае да почитува. Тоа е двонасочна улица. Секоја чест на соседите, но и соседите треба да научат да ги почитуваат македонците и останатите кои што се дел од оваа Македонија. Пред некој ден го слушам Зоран Заев како зборува дека сум бил апсолутиста, до вчера ми викаше дека сум бил продолжена рака на мојот претходник. Човек не знае што да каже, дали сум сега тоа или сум апсолутиста. Тие две работи се спротивни едната со другата. Јас ќе го подсетам дека сум неговата најголема ноќна мора. И јас сум Христијан Мицкоски, тој што те гледаше во очи и ти кажа дека ќе доживееш дебакал на 15 јули, господине Зоран Заев. Јас сум истиот оној кој што ќе те победи заедно со овој народ овде и заедно со народот низ улиците во Македонија. И тука завршува твојата политичка кариера, заминуваш во незаслужена политичка пензија, а после одговорност. Сакам да кажам неколку збора и за луѓето кои се пред мене, кои што се дел од пратеничката листа на победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија овде во изборната единица 6. Со Дафина, со Александар се познаваме од извршниот комитет. Останатите кои што се дел од листата ги познавам многу добро од состаноците во општинскиот комитет, состаноците во штабот, состаноците на терен во местните комитети. Тоа се искрени, честити луѓе. Луѓе кои што се патриоти, луѓе кои што се љубат сопствената татковина Македонија. Луѓе кои што инспирираат, мотивираат да истраеме во она во кое што веруваме. А не постои цел која што е мала, а да се постигнува на лесен начин. Ако е целта голема, велика, тогаш и искушенијата и предизвиците се големи. Нашите предизвици беа, но ќе бидат уште поголеми. Затоа, драги пријатели и почитувани тетовчани, излезете на 15 јули, масовно, заокружете го бројот 14, заокружете ја победничката листа на ВМРО ДПМН, без разлика дали сте македонци, дали сте албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и останати. Излезете и поддржете го нашиот концепт кој што нуди иднина за онаа Македонија за која што сонуваме. Исправете се да ја исправиме Македонија, да сте ми живи и здрави, да е вечно и вековито Тетово, Македонија и ВМРО ДПМН. Ви благодарам од срце.